Интересна ситуација, во еден ден добивме закон по скратена постапка за реформа на даноци, во истиот ден го добивме законот на дневен ред и во ист ден ќе го гласаме. Ќе го гласаме затоа што е добар, но сепак е проблематичен и покажува дека реално ВМРО-ДПМН, нивното Министерство за финансии и премиер немаат визија и се понашаат импровизирачки, носат ад-хок, реактивни решенија на приликите наместо да ги антиципираат како треба да биде. Во овој поглед на даночната реформа би посочиле на тоа дека ВМРО-ДПМН покрај тоа што сега го донесува, тоа што треба да го донесе во последниот момент, 93-та минута за оваа 2024 година, тие сепак во предизборието некого лажеа дека ќе намалуваат данок, сега не го намалуваат, туку го зголемуваат и сега ќе ви кажеме зошто е тоа така, затоа што ВМРО-ДПМН прв пат во својата историја има многу изразена опозиција која е левичарска и која се грижи за што треба да усогласиме со европската легислатива. За да се приближиме до Европската унија треба да усогласуваме добри практики и еве антиевропската левица која така ја огласувате ви посочи пред месец дена на Комисијата за финансирање и буџет, кога го носевме буџетот за следната година. Прв пат во собранието пратениците на левица ви посочија дека постои директива во Европската унија која одредува дека сите членки на Европската унија и сите аспиранти за вчленување во Европската унија треба да имаат минимален корпоративен данок од 15% заклучно со, тоест почнувајќи од 1 јануари 2024 година. Тоа за месец дена Министерството за финансии се обиде на брзина да го спреми и затоа денеска пред нас имаме закон кој е потполно препишан од хрватската легислатива. Значи, дури имаме некои контрадикторни работи, затоа што се спомнува некој преоден период, а вие велите во преодните одредби, и тоа член 59 вели, одредбите од овој закон се применуваат за фискалните години кои започнуваат на 1 јануари 2024 година. Што ни покажува ова, освен дека Министерството за финансии во последен момент го донело овој закон? Сега имаме ние најави дека некои големи фирми, некои мултинационални фирми ќе го оспорат ова пред Уставен суд за да се оцени ретроактивноста на законот. Иако ВМРО-ДПМН лажеа и во последен момент го носат ова, мора да се признае дека предходната влада истото ова требаше да го има предвид и дека овој корпоративен данок, ако се прогласи за неприменлив за 2024 година, кој ќе сноси вината? Кој треба да плати пенали за тоа што нема да се оданочи оваа добивка на мултинационалните корпорации, иако требало? Граѓаните веројатно треба да најдат вината како во претходната влада која не ја донела директивата кога требала да ја донесе, тоест законските регулативи кои произлегуваат од директивата, но и оваа влада која прво ветуваше едно и сега во 93-та минута затоа што им текна дека има ваква работа, одлучија да имаат и вакви законски измени. Покрај тоа што е позитивна работата, јас за новинарите и за пошироката јавност би упатил едно прашање, дали мисли пошироката јавност дека вака закони, кога се носат вакви суштински закони за даночна реформа, прво окей, покажува дека нема визија во владата на ВМРО-ДПМН, но прашањето е дали се наоѓаме во транзициона власт, мислам, дали ова после конфликт, затоа што не може цело време да имаме закони по скратена постапка, зороду по скратена постапка, даночна реформа по скратена постапка, не знам што покрупно може да се донесе по скратена постапка, вие што до сега не сте го донеле. Барем сте за тоа рекордери. Значи, се што не требаше да се донесе по скратена постапка, го донесовте. Ова конкретно, исто така не се осврнува на ослободувањата во ТИРЗ зоните, не се спомнуваат, затоа што е препишано од хрватската легислатива, нели, само за да се оданочи таа добивка од 2024, но не да се размислува на нашиот контекст. ТИРЗ не се спомнува и тука може да произлезат нејасноти дали ќе се применува ова
на ТИРИС или ќе биде во контрадикција со ослободувањата во тие зони. За крај, ние сме многу среќни што притисокот на левица, затоа што за јавноста повторно ќе потсетиме кон крајот на ноември јас преку сестринските партии на левица во Европскиот парламент, во парламентарната група на Европската левица, испративме барање до Европската комисија за мислење за тоа што Мицковски го најавуваше, дека данокот корпоративен ќе се намали од 10% на 5%, дали му го препорачуваат тоа на владата на Мицковски или пак да се држи до директивите и регулативите кои Европската унија ги предвидува за своите членки и аспиранти за вчленување. Во овој период од месец дена се освести ВМРО ДПМН. Нас ни е драго, затоа што граѓаните треба да знаат дека со притисокот на левица во овој парламент долгорочно стотици милиони евра ќе се задржат во буџетот на Република Македонија, кои инаку ќе беа одливени некаде во странство. Сите ентитети што заработуваат од народот на Република Македонија, инфраструктурата на Република Македонија и нашиот пазар треба да вратат на тој пазар, на таа инфраструктура и на тој народ. И за крај, колеги пратеници, ќе ве потсетам повторно. Мицковски најавуваше 5%. Вие гласавте програма за влада и министри и премиери кои најавуваа 5%. Што се случува сега? Зошто го сменивте мислењето? Зошто се откажувате од клучни ваши заложби на почетокот на овој мандат? Дали тоа само укажува на недостаток на визија, дали тоа укажува дека сушност само ви е битно што ќе стигне од владата и ако е поскратена поставка крај, тоа е тоа 24 сати, све ќе се донесе. Така да многу помудро, 93-та минута, ако ви го оспорат законот, секоја чест за Министерството, секоја чест за Мицковски и среќна нова година. Ви благодарам.